Дефинитивно би сакал да ги поздравам Ангела и Даре кои ни пишаа кои беа единствени двајца кои ни пишаа на прашањето на Пандамониум радио на Инстаграм. Даре кажа дека 90% од времето си пушта албум за да искуси некој артист или да му свири опозадина. А Ангела многу убаво кажа дека сингловите се за во моментот, а албумите остануваат како легаси и за многу Да, подалеку и многу по таа го искористи зборот кохезија со кое што се слагам, но и не секогаш албум мора да биде целосно кохезивен и да биде како бидејќи кохезија најчесто значи и концепција, значи концепт, што значи една тематика која што цело време артистот ја обработува и дефинитивно тоа дава уште еден степен на длабочина на еден албум и такви примери ги имам многу. Но не секогаш тоа е пресудната работа за еден албум да биде добар или да биде од голема важност или не. Постојат албуми кои што се прекомплексни, можам да ги набројам многу, значи, не знам, Good Kid, Mad City е еден од нив, еве ќе забегам во длабокото Mad Villainy, MF Doom и Madlib, за мене еден од омилените албуми, тоа е прекомплексен албум, кој знае, кој што вика Курчо, иако тој збори за Jay-Z. Што друго? Ете, конкретно за концепти, некогаш се фаќаат за зборови или се фаќаат за години, нешто што ќе референцираат понатака. Еден пример од тоа е Мик Дженкинс со неговиот прв микстейп со кој што се појави, воедно и еден од моите омилени артисти, тоа е неговиот микстейп The Waters. Дефинитивно албумот кој што ме натера да пијам премногу вода. Шараут Курчо, тој знае за што зборам. Слушнете го албумот, видете за што се збори, цело време ја референцира водата на најразлични начини, како инспирација за неговата музика. И со тоа да, значи има многу повеќе работи може да бидат focal point на еден албум. Не мора да значи дека е тема, може да биде еден обичен збор кој што го сврзува целиот албум. Така да кохезија не мора да биде само тематски обработена, може да биде во самата продукција или во нешто. Конкретно за продукција, еве ќе го поздравам Кискине овде, знам дека е огромен фан на Atmosphere, Slug и End, феноменално дуо, што значи имаат многу сопствен звук и делат од сите други. И една од главните причини е продукцијата нивна. И затоа не се прифатени од меинстримот, бидејќи се многу карактеристични. Ете сега гледате зашто активите до Пандамониум радио, овој knowledge и ова знаење и овој начин изразување дефинитивно е потребен во Пандамониум радио. Ајде да се префрлиме малце на локалната сцена, значи на македонската и на балканската. Која е ситуацијата тука? Зашто имаме недостиг од комплетни проекти? Не сакам да кажам дека нема, бидејќи дефинитивно има. Која е причината зашто немаме, зашто артистите не целат кон вадење на комплетен проект, без разлика на тоа дали е, ќе повторам уште еднаш, EP, микстейп, албум? Така. Ја би рекол дека нема доволно. Има, но не доволно. Мислам дека многу луѓе се фокусираат само на една работа, а тоа е дефинитивно сака и не се работи за брза слава, но пак ќе го наречам ко брза слава. Би рекол ете на еден начин, значи идат креираат нешто и првото нешто што прават после тоа е ќе направат трага и ќе извадат спот за неа. А збориме за тоа колку е лесно во 2020 да направиш спот и тоа да изгледа доста професионално, со одличен видеоедит, со одлична камера, бидејќи на денеснишата се е достапно. И мислам дека според мене може би е тоа традиционално гледање на работите, но според мене тоа е погрешниот пристап. Пак ќе кажам, би сакал од кога ќе дознавам некој артист, да имам на што да се навратам. Тоа е многу интересна тема, бидејќи често ни се случува, сигурно и вас што не слушате, да се појави некој нов спот на YouTube и нели Македонија мала сцена, брзо се шири, секако стига до вас доколку ја следите сцената, сигурно имате некој во Friends, следите некој. Го отварате спотот, го гледате, без разлика дали ви се допаѓа песната или не, дали го знаете артистот или не, слушаме одредена песна, гледаме одреден спот. Што е следното што го правиме и како ние го градиме мислењето за тој артист ако има само еден спот? Или ако има само два спота, или ако има само три спота? Дали вадење, мислам, веќе ми одговори, но сам пак да те прашам, дали мислиш дека со вадење на правење на првата песна во животот и одма вадење спот за истата се постигнува нешто позитивно или се постигнува нешто не толку позитивно, односно контраефект? Мене ми нема никаков ефект со тоа што самиот спот доколку не е од голема важност и не додава уште една, како да кажам, уште еден слој на самата песна,
ми нема никаква важност, бидејќи вижуалс може да биде, значи самиот артист како ја рапува целата песна со неколку кадри измеѓу, и мислам дека никако не додава на важноста на песната. Но од друга страна, сакам албум бидејќи тоа значи дека ќе има повеќе материјал на кој што ќе можам да се навратам. И би сакал да знам и би сакал да слушнам повеќе теми кои што ги обработува. Не сакам да слушнам нешто едното и истото цело време да се повторува низ еден албум. И затоа мислам дека и се дивирам од македонската сцена. Мислам, ја слушам, давам време и внимание на неа. Ако некој ми прати нешто или ако ти на пример ми посочиш нешто, ако Курчо ми посочи нешто, ќе слушнам, ќе му дадам внимание и ќе оценам дали ми се свиѓа или не. Но мислам дека нема да можам да оформам мислење за некој артист дали е добар или не, или дали мене ми се свиѓа врз основа на една траќа за која што одма има извадено спот. Спотот не ми дава никаква важност кон тоа. Се слагам скрос со тебе. Нашавме интересна тема, пишете ни у коментар ако имате нешто повеќе за ова. Ја би сакала да дам еден совет за сите артисти млади кои не слушаат up and coming. Не мора да се толку up and coming. Сите артисти кои работат, big up, правење спот, правење песна општо е многу тешка работа и вадење на истата е уште потешка. Да не збориме за правење на спот и вадење на спотот, значи ефортот и храброста која треба да се има да се извади нешто од тебе е многу голема и е само за респект сите што варат музика, сите што прават музика. Мој некој совет во контекст на оваа тема е тоа да не се извади спот за првата песна која ќе ја снимите или издадете. Мислам дека ако се сними песната и се сними првата песна, втората песна, третата песна, како прво не може и првите песни да се доволно добри, бидејќи никој од прва не е доволно добар да го прави тоа. Исто и ние конкретно направивме еден панда тестинг во мај, каде што водевме некоја замислена радио емисија, после јас правев неколку стриминзи тука, значи треба време додека нештото се искристализира и го достигне потребното ниво. Значи самата правење на прва песна и вадење на првата песна е одличен чекор напред, но мислам дека треба многу повеќе песни да се извадат, да се снимат, да се извадат, па после тоа да се оформи еден проект, да се извади еден проект, макар и да е тоа EP од 4 песни, од 5 песни, од 6 песни, каде што артистот ќе се представи сам себе во најдобро светло. Бидејќи нормално јас сум многу среќен дека македонските артисти почна многу да експериментираат, за разлика од порано, значи се слуша секаков саунд и трап и сега и малце афробит и малце латин мюзик и бумбап се разбира секој си постои. Значи артистите си експериментираат, си се пронаоѓаат сами себе и е многу добро и сосема природно и го храбрувам тоа да го прават. Но потребен еден проект или бар еден, неколку проекти по можност, неколку EPs, неколку mixtapes за артистот да се пронајде сам себе. Сега спотовите каде доаѓаат тука? Спотовите се само дополнителна алатка за песните да се промовираат. Нормално со спотот може да се најави албумот или проектот, може да се извадат неколку спотови или да се има концептуален начин на вадење на спотовите, се тоа е супер, но мислам дека пред се музиката е таа што фали да се слушне, бидејќи артистот нема шанси да го запознаеме преку една песна или две песни. Преку 2 или 3 спота кои ги извадил, бидејќи не знаеме што означуваат тие спотови на некој начин. Да. Се слагам, како што кажав, не додаваат на тежината, не додаваат никако на самата песна. Едноставно се вижуалс кои што се користат за промо и тоа трае кратко. Значи 2 недели, 3 недели од кога ќе искочи спотот и после спотот исто кој да не постои. Реално во денешно време, значи на најразличен начин се конзумира музиката преку Spotify, каде што спотови не се гледаат. Сите сме во движење, мислам дека многу е поретко, иако е докажано дека спотови најчесто резултираат кон повеќе views. Мислам дека тоа не треба да биде главната цел на артистите за да успеат и да имаат longevity во игра. Посебно на up and coming артисти кои немаат извадено ништо од себе. Значи, еве замислете, се случува артист да извади песна, прва спот, супер браво, има 50.000, 100.000, милион views, да ебаже. И го забораваме. Не, го отвараш да чуеш и да видиш нешто повеќе за него, нема ништо. Не можеш да најдеш никаде, бидејќи тоа е прва или втора песна негова. Како после тоа е многу потешко, после тој спот да продолжиш тогаш тек да почнеш да правиш музика, бидејќи веќе луѓето имаат замислено нешто за тебе според тој спот, а што ако твојот стил не е баш таков или ти се променил малце вкусот или сакаш да се представиш во некој друго светло. Така да јас мислам дека
како што кажа, ти може сме малце old heads на некој начин, нали, from the И- ground up, мислам дека треба да се гради една кариера и shout out за сите артисти кои сакаат и кои прават проекти, кои варат проекти. Јоп, знам дека е потешкиот начин, но дефинитивно во мои очи конкретно вреди и секогаш тоа треба да го предпочитувате. Албум преку спот. Сакам да дам еден пример што го давам на многу млади артисти кога разговарам за ова. Дали The Weeknd е The Weeknd поради песните со најмногу views на YouTube или поради Trilogy кој го извади на почетокот на својата кариера, можеби со еден спот или без спот, не се ни сеќавам тогаш. Мислам дека го знаеме одговорот Да на знаеме тоа. одговорот, така.